Здраво и добродојавте во уште еден нов подкаст на Генерација ММ. Денес малце зборуваме за љубов, но љубов кон себе. Ќе го разработиме концептот на себе љубов, што значи, која е важноста и како да изградиме здрава релација, би кажал, со самите себе. На моје големо задоволство со нас денес е Билјана Филиповска. Би оставил простор да ви се представи, за да сватите зошто е токму таа гостин на денешниот подкаст. Билјана, повли. Благодарам, Филип. Мило ми и драго што сум тука и благодарам за поканата. Јас сум телесен психотерапевт. Што тоа значи? Тоа значи дека сум едуцирана по методот на Центарот за интегративен развој од Загреб. Праксата се вика телесна психотерапија. Некаде постои како телесно ориентирана психотерапија. Релативно нова пракса. Во Македонија мислам дека сум првата, меѓутоа во светот, во Европа, веќе интензивно последните декади се работи психотерапевски преку и со телото. Паралелно сум и на дополнителни едукации, дипломирав психологија, која што е мојот нов животен правец, инаку сум магистар по економија, имам MBA диплома од претходниот живот. Работата на себе и сите животни процеси кои што ми се случија ме наведе да отворам себе љубов, трансформацијски еден подолг животен процес, кој што всушност сега и ме наведе да почнем и да се бавам како професионалец, како терапевт со телесниот пристап. Исто така сум и на somatic experiencing, тоа повторно спаѓа во телесноста и тоа е на Питер Левинен метода, се работи со нервен систем и со деблокада, отпуштање и работа на траума преку тело. Значи нема да биде само теоретски пристапот во разработка на концептот, туку и повеќе на твојата лична трансформација и себе спознавање, што навистина ми е драго. За почеток, мислам дека може полека да го разработиме концептот на себе љубов. Што значи, која е основата, каде лежи сето тоа и како гледаме ние? Себе љубовта вклучува два термина, себе и љубов. Веројатно најкомплексните или од најкомплексните за човековото постоење, меѓутоа истовремено и наједноставните, ако ја видиме приказната од другата страна на паричката. Што е љубов, ако земеме? Би симплифицирала, ако дадам некоја дефиниција, затоа што љубовта сама по себе е пространа и широка и многу често и магична и необјаснива. Меѓутоа, за целта на овој наш разговор може да се согласиме, би рекла генерално, дека љубовта представува еден збир на емоции, афекција, почит, прифаќање, себе прифаќање, страст за себе, страст за конекција, доверба, почитување во пошироката смисла на терминот. Е сега ако одиме, што е себе, себството, селфот, нели? Исто така еден безгранично скоро термин кој што може да го безгранично голем термин кој што може да го дискутираме. Пред да се навратам на себе љубовта и да ги поврзам тие два концепта и ќе имаме во текот на овој разговор и од повеќе различни агли да се осврнеме, би сакала да споделам малку како настанува селфот или себството себе. Што е она што сум јас? Кој сум, што сум, која сум, каде сум, нели? До каде сум стасана во својот животен пат? Најголемите прашања. Практично сега, да не зборуваме премногу филозофски или, нели? Кога се раѓаме, ако земеме почетокот на животот од секој од нас, како бебе, како дете, доаѓаме на овој свет полни со љубов, да дадеме и да примиме. И тоа е една природна состојба на секое човечко битие која доаѓа на овој свет. Реалноста и животот, со сите негови позитивни и негативни страни, влијае на нас на начин на кој што обкружувањето ќе ни повлијае, и позитивно и негативно. И основата на чувството за себе е коренот лежи во конекцијата со мајката и со таткото или тие кои што се грижат за нас во тие почетни, клучни години од нашето создавање. И механизмот, природата на нашата психа функционира така што начинот на кој што тие не огледуваат и тоа што тие го даваат на нас за чувство како тие не перцепираат и колку се во можност да се поврзат со нас и нашите потреби, е нешто што ние го превземаме, го интернализираме како внатрешен говор чувство за себе.
Практично гледано, ако имаме родител, мајка, која што е нерегулирана, активирана, се вели тоа во психологијата, значи има одредени оптеретени, тешки животни околности, или пак има своји трауми од својот живот, и на некој начин тоа поврзување со своето дете, бебе, не е во можност да го направи на еден спокоен, мирен и сплотен начин. Нервниот систем на детето тоа го чувствува. Иако детето не може да рационално, и тоа не е во нашата меморија на возрастната свесност, тоа останува во несвесноста понатаму во животот. И ако добиеме порака, информација на страв, на несигурност, обкружувањето, светот е несигурен, или нешто према нас, ние имаме побарување, сме гладни, протестираме, за да ни се удоволи потребата, не се во можност, не се во присуство, или добиваме некоја остра реакција, или остави го да преплаче детето, па ќе прекине и така натаму. Детето не вика мајката не е во добра состојба и не може да прими, него вика јас не чинам. И тоа е длабоко врежана порака во психофизиката на тој човек, кој што оди во несвесното и кој ќе пораснеме понатаму како што ни се оди во животот, живееме со таа внатрешна вистина, која што најчесто во подсвеста, се додека не почнеме да ги отвараме процесите малку и да работиме на себе, за да сватиме уствари што е тоа во позадина која што ни го инструира животот. И често тоа се пораки на безвредност, на не вреди да се бунтувам и да се трудам да ги удоволам своите потреби и онака не вреди, нема да ми бидат удоволени, затоа што првата меморија, првиот контакт со првиот човек на овој свет бил таков. И сега ако ги поврзаме овие два термина, љубов и себе, секој од нас е еден сублимат, тој голем селф, на сите убави, неубави искуства во животот. И тие се како внатрешни импринти. Тоа се сите делови од нас, сите искуства кои што сме ги добиле. Некои сме биле поблагословени, посрекни, па сме имале малку подобар живот, некој малку понезадоволен. Меѓутоа тоа се нијанси. Генерално човештвото, скоро секој од нас има неприфатени делови од себе кои што не биле во состојба неговите родители или оние кои се грижеле за него да ги прифатат, и некои убави здрави делови. Тоа ја создава во целост нашата психа, нашата психофизика, постоењето, односно тој широк селф. Себе љубовта во основа е едно посегнување по разоткривање на сите тие своји делови. Затоа што природата на психата ги става во подсвеста и треба малку да се направи труд и напор за се она што не ни било прифатено и не ни било возможено и дадено во животот, сега да почнеме да си го даваме себе. Интересно и доста длабоко. И ако ќе погледнеме, навистина, значи дека ако тргнеме во потрага по себе љубов, навистина ќе треба да се продлабочиме во она што е длабоко нас, несвесното што го спомна и слично. Колку што може да сатам, претпоставам дека дел од овие становишта се базираат на теоријата на attachment theory, која што е позната кај младите, зашто исто има доста едукативни содржини на темата. Океј, ако ја ставиме така поставена себе љубовта на едно, би кажал, по теоретско ниво, каква е твојата лична перцепција и твоето сваќање за себе љубов? Ако зборуваме практично, што значи себе љубов во секојдневието? За мене најголема себе љубов значи покренување и на тој пат на себе спознавање. Искрено, со себе, за себе. Нема друг пат, барем јас не сум го нашла. Ако го најдете и е пократок, ве молам да ми го споделите. Во себе прифаќањето и себе спознавањето, тоа е патот. На практично секојдневно ниво, прво и основно е освестување. Самосвесноста значи да се пратам во секојдневието, што правам и од кој дел од себе го правам. Кој мотив стои позади нештото кое го правам. И за себе и за останатите околу мене.
Значи, дали тој некој неубав дел од мене, забранет дел или некоја негативна порака, па јас ја се уште вртам за да го удоволам тој некој кој што ми ја оставил како наследство, или посегнувам по обратното, кое што мене сега во принцип ми треба да ме удоволи. Затоа што се работи со несвесно и со подсвесно и со свесно. Не е едноставно. Воопшто не е едноставно. Меѓутоа постојат денеска посебно многу методи, многу алати, начини, пристапи за како тоа да се прави. И една одлука внатрешна, кога не сме добро, психички не сме добро, физички не сме добро, сме дисрегулирани, затоа што психата, нервниот систем, телото реагираат кога имаат во себе неиспроцесирани животни случувања. И нејзината природна состојба на психофизиката на човекот е проток. Ако ги земеме животните, Питер Левин во Somatic Experiencing, тоа му е основата. Дали имаат или немаат задржани трауми? Дали имаат или немаат себе љубов? Сега тука влегуваме во една, можеби малку по-филозофска тема, во друга прилика. Меѓутоа, животните не се истравматизирани на ниво како што е човекот. Човекот е единственото животно на планетава кое што ги држи траумите, има секакви ментални заболувања, секакви компензации кои што ги сведочиме во секојдневието, кои што не се здрави алтернативи за нас. Него на некој начин со она што посегнуваме против себе. И не знаеме често ни зошто го правиме, нешто не влече од внатре. Нашата темна страна, тие сите пораки кои што сме ги втелиле и сме ги интернализирале како интроекти за негативни себе пораки. И во секојдневието практично тоа може да се манифестира на многу начини. Значи, воркохолизам е еден начин. Бегам од себе, бегам од сите импулси и случувања во своето тело, затоа што ако седнам да почувствувам, ќе треба да го осетам цел тој терор кој што го носам во себе. Се што е премногу, перфекционизмот е исто една појавност на немање себе љубов и на компензација, да јас преку некој тип на одобрување од надворешноста, значи барам надворешна валидација, да бидам во мир и во спокој со себе. Затоа што кога нема да ја добијам, кај мене тие сите делови внатре кои што се неуспокоени, се бунтуваат. Се појавуваат. Пред да тргнеме на патот за себе спознавање и себе љубов, да видиме зошто е важна. Зошто ваквиот пристап спрема себе е важен и што би значило за секој ден млад човек и општо секој индивидуа. Себе љубовта на некој начин внатрешната мелодија. Внатрешниот наратив кој што секој од нас го живее постојано. И тоа е таа позадинска музика или жанрот на нашиот внатрешен филм. Нели? Во кој жанр сме? Дали сме трилер, дали сме драма, дали сме хумор, дали сме, нели? Или комбинација од сето нешто. Себе љубовта е основа во животот за резилиентност, затоа што животот не е едноставен и не е лесен во неговата природност и знае да ни нафрли секаков тип на животни случувања, кои што се многу често и сериозно тешки. Котва е себе љубовта за да можеме да се носиме со сето тоа што се случува, за да не уруши дополнително во драмите и трумите кои што ги носиме во себе. Дава една основа за храбри одлуки во животот, за постапување од добро место, бирам што сакам за себе, и добар репер е што ми треба, наспроти што сакам. Затоа што некогаш што сакам да испијам плюс, сакам плюс да ова направам, она. Меѓутоа, дали ова навистина ми служи за моето добро, дали ова навистина ми треба. И всушност, себе љубовта на практично ниво дава еден пристап на продуктивност, на здравје, на еден, како да кажам, здрав однос со самиот себе. Јасно. Дефинитивно би бил концепт кој што повеќе е кој животна филозофија за како да со сето оно што ни се случува, понатаму стварно да останеме во здрава релација пред со себе, а после ми со останатите. Според мене нема без себе љубов, тоа нема да биде возможно. Ќе биде искомпензирано. Спомнавме дека е длабок концепт кој што навистина бара себе рефлексија, враќање, ретроспектива на многу работи што ни се случиле.
Спомнавме и себе спознавање и слично, но еве како би изгледал тој пат кон себе љубов? Како да дојдеме до здрава љубов кон себе? Како да дојдеме до здрава љубов? Пред се да одлучиме дека сакаме. Да ни е доста од сите други игри кои што сме си ги играле со самите себе и да дојдеме до една позиција кај што го бирам животот. Во целата негова сложеност, природност, со се она што знаеме и не знаеме дека може да ни го донесе. Што никогаш е доста предизвик. И е огромен предизвик. Меѓутоа, оваа наша реалност и постоење е тоа. И не можеме тука многу, нели? Единствената константа во животот е промената. И таа флуидност и животен проток во себе, преку психофизички, телесно, ментално, само и само ако имаме една добра намера за себе и за животот. И тешките животни обкружувања, случувања, неочекувани настани, знаат да не кутнат. И често и помислуваме дека би било и полесно да заминеме од оваа димензија, од оваа реалност, од овој живот, нели? И тука во тие тешки моменти, кои што таа темнина ни е позната, верувам на сите, доаѓа еден момент кај што сепак се бирам себе, сепак го бирам животот. И тука веќе излегуваме и со волјата, и со позитивната намера за себе, кренуваме чекор по чекор, чекор по чекор. Отпорите секогаш ќе бидат присутни. Настанале за да не заштитат во период кога не сме имале друг тип на заштита. Тоа е психолошки алат на човекот како настанува. И они ќе се јавуваат кога ќе познаат дека сакаме да излеземе од постоечките матрици кои што сме ги живееле цел живот. Меѓутоа, волјата и позитивната намера за квалитетот на живот што можам да си го дадам за овој драгоцен живот што ми е поклонет. Тука е негде разликата каде што веќе кренуваме во поинаков пат за себе. И практично зборувајќи, релацијски е најдобро, за да се добие огледување од друга личност, која што би требала да биде на добро место со себе. Не наведувам дека неопходно е да се оди и да се плаќаат психотерапии, меѓутоа и мене многу ми дале во животот. И јас сметам лично дека без нив ќе биде многу голем предизвик, меѓутоа секој си наоѓа свој начин. Релацијски и индивидуално. Нели? Има mindfulness пракси, има медитација, пишување на дневник, journaling што се вика, себе освестување на своите образци, увиди од каде доаѓаат, што доаѓаат, зошто нештото го правам во секојдневието, дали ми служи за мој најдобро јас, да видам дали како можам да го променам, кои ми се алтернативите, со кои ресурси располагам во животот, да воопшто не ги констатирам дека располагам, него ги игнорирам, затоа што сум во друга шема на постоење. Ги спомна отпорите и повеќе се осврна на нив како внатрешни отпори, на оние одбранени механизми што сме ги научиле, што сме ги стекнале или ги развиле. Дали отпорите може да бидат надворешни во патот на себе спознавање и себе љубов? Тоа е едно многу интересно прашање, затоа што иницира размислување колку ние се огледуваме нашите делови во тие околу нас и обратно. И сите сме си огледала едни на други. И всушност, кога некој сака да те укотви надолу и да нешто, например, имаме група, нели има и пример, како и трансгенерацијски се пренесуваат, и траумите, и отпорите, и тоа станува до некаде национален идентитет после. Па и на телесно ниво, зборувајќи од перспектива на телесна психотерапија, може точно да се види сублимат на неколку одбрани на телесно ниво, што се има случувано на индивидуата во рано развојниот период и како таа индивидуа е телесно формирана врз основа на тие искуства. И ние во телото и во секојдневието го живееме и повторно го преживуваме истото. Затоа што тие отпори и тие внатрешни образци на однесување се буквално на физичко ниво. Така ни се невронските кола поврзани, така ни емотивната анатомија на телото. Значи, еден пример, скршено срце, урушено, недобиена љубов, ненаполнето, влијание имаат секакви тука случувања во животот. Го компензираме со спуштени рамења и одиме со спуштени рамења и со скршено срце, воопшто несвесно.
Обратната состојба е отварањето, дишењето, изложувањето. Видете ме во светот, имам верба во себе, имам верба во конекција од срце да примам и да дадам. Само еден пример. И тие отпори настануваат за да не заштитат. Сега, надворешни или внатрешни. Тие се на некој начин истите. Со тоа што колективот или суперегото, кое што го земаме како интроект, односно како внатрешно е наш репер што смееме, што не смееме, може да биде многу јак. И е представен во психата на секој нас најчесто преку внатрешниот критичар. И тој критичар цело време ни звонца. И ако ние имаме обкружување, фамилиарно, родители, кои што не ни ја прифатиле сексуалноста, кои што не ни ја прифатиле моќта, и тој критичар цело време ни е активиран, и јас во моментот кога ќе си допуштам да бидам во својата креатива, сексуалност, моќ, ми се активира за да ме потоне. И ќе се обкружам и со такви луѓе. Ако доаѓам и од таква нација, и нели, малку кога ќе пркнеш, ќе те фатат затоа што ги потсекаш на сето она што они самите не си го дозволуваат. И тука ќе критицизми, и човек треба да биде свесен за тоа. Ако кренува на патот, за да излезе од старите образци, ќе му се случаат на повеќе нивоа трансформации. Пред се и на обкружувањето и со какви луѓе го споделува животот. Затоа што веќе излегол од таму каде што припаѓал претходно. Затоа спомнавме дека пропратно нешто е резилиентноста со себе љубовта, тоа е фактички отпорноста на на околината која што делуваме. Спомнавме доста интересни концепти и примери и за вркохолизам и за слично, па ајде да видиме што не е себе љубов. Што можеби ние го прецепираме дека е добро за нас, а фактички не е себе љубов. Тоа би биле некои однесувања или уверувања кои што се често застапени, а кои што во принцип не се себе љубов. Најдобар репер, тоа е суптилно да се разпознае разликата, затоа што има една златна нишка измеѓу што е здраво, што не е здраво. И тука може да е видливо од страна, меѓутоа главно е за секој од нас да почувствува за себе. Дали и од кое место од себе го правам нештото? Дали е со енергија да се напумпам за да бидам виден, за да бидам јак и да изгледам грандиозно, или да имам материјални средства кои што ќе ми го даваат тоа чувство на грандиозност. Прашањето е зошто имам потреба. Според мене, акумулација на било што е рефлексија на внатрешната некоја неисполнета потреба, која што ја компензираме со преголема надворешна компензација на нешто. И реалност и секојдневието е отсликување на сета наша внатрешност. Е кумулативно на сите индивидуални внатрешности. И ако ја видиме реалност и посведочиме, затоа што едно е мене ми треба нештото, го удоволувам и тука завршува. А друго е ми треба и за 3 живота наредни, и која нема јас да постојам, нема ни да знам што ќе се случува со тоа нешто што ја го обезбедувам. А трошам енормно голема енергија животна и ресурси, се исцицувам себе си за нештото и тоа има цена. Има цена на животниот век, на личното здравје, на психофизиката, на телото. Така што човек за да процени дали јаде од здраво место, дали јаде од потреба телесна или емотивна неудоволена потреба на осаменост, на немање, незнаење како да се саморегулира, па посегнува по нешто што е лесно достапно. Исто преработувањето, значи лично убедување може би на безвредност, па треба да се докажам дека вредам со тоа што ќе бидам хиперпродуктивен, затоа што кога ќе седнам дома сам или со партнерот или во фамилијата, ќе осетам уствари многу работи кои што ги носам во себе. Вака ми е некако лесно избегнување. И затоа нема право криво. Значи, човек треба да се почувствува, да седне со себе и да види од кое место ова го правам и зошто. И дали е ова здравиот пристап? И која е алтернативата? И која е навистина неудоволената потреба?
и дали има здрав начин како да ја удоволам, наместо да вртам нешто и да се себе истоштувам. Во глобално одговарањето на собствените потреби, што е фактички суштината на себе љубов, ставање на своите потреби, давање на здрав одговор, пред да дадеш одговор на другите потреби, каде се поставува границата на ставањето себе на прво место со другите појавни концепти или нарцисоидност, самобендисаност, себичност, зашто реално убаво кажа се е во дозирањето, но каде е сега дозата на себе љубов,оспоредба со сите овие други појави кои што може да се случат? Ова е одлично прашање, затоа што може да се секој концепт да се користи во цел сврха за подкрепа на некој нездрав образец, деструктивен, и на палетата на себе љубов може да одиме од ништожност и ако на едната страна е улогата на жртва, ставање на потребите на другите и таа субмисивност, дека другите се побитни, ја не сум битна, остави ме и служам, или не сум битен, служам подобро на останатите, а на другата страна е нарцисоидноста. Ги користам другите, моите потреби се најбитни, за ништо друго не ми е важно. Е сега нарцисот како демек има себе љубов, нели е некоја врхунска самољубие. Сметам дека во суштината на нарцисоидноста е воопшто немање на себе љубов и еден голем срам од самиот себе и од својата автентичност и всушност воопшто немање конекција со себе. Жртвата па го има обратниот проблем. Е сега на тој спектар, да речам, од едното во другото, нема црно-бело, нема јасна линија, некаде е во средината. Во средината е здравиот пристап и сите имаме одредени тенденции, зависно какво не било обкружувањето кога сме растеле, имаме насоченост кон едната или кон другата страна. И тоа е окей, затоа што радикално себе прифаќање на сите своји делови е основата пред да почнеме да можеме да направиме било каква промена. И тоа е малку контрадикторно. Меѓутоа навистина така, за да кренам во било која, прво морам да прифатам се што е како што е. И ако си увидиме некој жртвен образец кој што го практикуваме, или негде гледаме дека сме искомпензирани и одиме малку према нарцисоидност или повеќе, зависи, без критицизам, пошто критичарот одма ќе се јави. Чекај да видам уствари која е оваа одбрана, кога настанала и што е позади нејза. Што е всушност вистината. Во жртвената позиција тоа е одземена лична моќ, одземена самопочит, недозволена лична афирмација и не може едно дете, ако нема обкружување каде што ќе му бидат поттикнувани тие лични квалитети, нормално дека ќе се уруши во жртвена позиција. И потоа ќе одвери таков партнер и тоа трансгенерацијски ќе го пренеси на наследството. Значи, кога некојаш треба да одлучиме за да го запреме тој круг на таа меѓугенерацијска или трансгенерацијска пренос на некакви образци. Ако сакаме, да, ако сакаме. Сега тоа по психологијата и во многу е присутно на тој златен штит, дека некоја генерација е златниот штит и дека сега од мене понатаму све ќе се промени. Еве, ја можам да кажам дека сум за себе сведок, дека тоа не е лесно и едноставно, затоа што се канализираат еден куп на трансгенерацијски, како да кажам, пораки, уверувања. И тоа не се само лично од нашиот живот створени, тоа се од претходно пренесени на начинот на кој што функционира нашата природа и психа и ги превзема. Е сега, меѓутоа, кој сака тоа да го прави и за себе пред се, за своје лично здравје и за квалитет на својот живот, а понатаму секако и за своите деца, затоа што тој ефект на промена се случува и да не сакаме. Се случува во енергијата, во конекцијата, во начинот на кој функционираме, од сликувањето на следните генерации, доживуваат, чувствуваат, гледаат, восприемаат како ние се третираме себе си, така што тоа се пренесува после не сакајки. Меѓутоа, не е лесен патот и мислам дека секој човек треба да дојде до местото кога ќе го одбере тоа за себе. Не може да биде порано, додека самиот процес не созрее. Убава позадина и погледање на наследството, дека не е секогаш физичко, дека некогаш може да биде стварно ментално, духовно, спиритуално. Ајде да видиме сега низ призма на себе љубов. Ако ја поставиме низ призма на тело, ум, па на крај на душа.
Себе љубовта по мене ги поврзува душата, телото и умот и на некој начин представува излекување на сето она што нашата душа, тело, па и ум го наследиле и го доживеале. Зборувајќи за телесниот аспект, значи умот некако као ја води журката, меѓутоа телото е оној храм на нашето постоење, кое што е тука и стрпливо со илјадници години стварано, ја носи целата мудрост и процесите се втелени и буквално оттиснати во самото тело на сите можни начини. Сега, на наша страна невропластичноста или адаптација на физиолошкиот систем, вклучително и невронските кола на телесно ниво, физиолошко ниво кои што ни се создадени, кои што може да се видоизменуваат, односно да се преповрзуваат. И оно што некогаш ни било случајно, ни се случило во животот и ни било направено, може да го промениме. И тоа сега повеќе и повеќе се истражува невронауката, дека тоа порано беше до помлади години, сега малтене дека трае таа невропластичност дури и целиот живот, со тоа што треба да активно се вклучиме и да створиме нов автопат. Значи, ако едниот автопат образец на однесување навикнат ни бил тој ќе ни биде најблискиот заради поставеноста на невронските кола, на телото, емотивната, целиот систем ни оди таму. Природно ни доаѓа. Природно ни доаѓа. И тука свесноста и себељубовта не отвара, чекај да видам дали ова ми врши добро, чекај да видам која ми е здравата друга алтернатива. И душата, телото и умот тука се во една интеграција, во една целовитост и не може буквално да се разделат едно од друго. Тој пат го одиме во целовитоста своја. Да. Спомна дека некогаш ќе најдеме на кошници, препреки, повлекување назад од механизми, од околина и слично, но тоа навистина пред се зависи колку си дозволуваме нешто. Како гледаш на концептот на давање дозвола на самите себе и за чувствување, и за одлучување, и за сите тие различни моменти од нашиот живот, како да го манифестираме? Кој е проблемот со дозволата? Внатрешниот критичар, нели? И сите тие забрани што настанале, ние им служиме. И се однесуваме според дозволеното. Тука најдобриот квалитет кој што може себе да си го дадеме е радикално себе прифаќање. И прашањето е дали сега можам да се прифатам буквално во сите своји аспекти. Се што знам и не знам за себе, она што го знам, нормално тоа и можам да го прифатам, и деловите кои не ги сакам и не ми се најомилени, меѓутоа се мои. Колку можам емпатично, срчано, срцевито да пристапам и да ги прифатам. И од таа позиција, после ако зборуваме за дозвола, ќе се јавуваат отпорите, забраните секогаш. И тие малтено до крајот на животот ќе напратат. И преку себе прифаќање, не правиме дезинтеграција енергетска во тој процес на животен ток и на креација и на себе остварување, него добре дојде. Опа, еве повторно забраната. Опа, еве ми се јави образецот кој што знам дека ми од таму и од таму. Во моментот ако ја го тргнам, сакам да го игнорирам затоа што ми досаѓа, затоа што ме гњави, ми одзема енергија. Ја сакам да го тргнам затоа што веќе не ми служи. Меѓутоа тоа е повторно дел од мене кој настанал некогаш тогаш. Значи го отфрлам тоа искуство, го отфрлам тој дел од себе. Нашата целовитост не функционира така, едноставно природата на нештата не функционира така. Така што начинот е интеграција, себе прифаќање. И кога ќе се јават тие забрани и внатрешни негодувања, да седнеме малце и да видиме зошто, што е овој страв, од што ме штити. Сега имам капацитет да влезам во нови животни обкружувања, веќе не ми е потребно, ама он стои тука да ме потсети на некоја травма. Тогаш ме заштитил, сум преживеала, фала ти. Меѓутоа сега веќе не ми е потребен. Интересен аспект на прифаќање на деловите што не сакаме да ги прифатиме и што реално секогаш ќе бидат тука со нас. Но идејата е како само да се соочиме и како да се носиме со нив, неверојатно. Им благодариме што не преживеале до тука. Настанале кога буквално не биле неопходни. Дефинитивно. Интересно, навистина.
Зашто верувам дека е тема која што може многу и длабоко и широко и во различни аспекти да се опфаќа. Но ако решиме да начнеме да влеземе во темава самостојно од дома, дали би имала некоја литература, книги, филмови кои што би ги предложила за слушателите, како би можеле да повеќе да дојдат до суштината или повеќе да истражат за ваквиот концепт? Јас сум повеќе, да речам, почитувам и пристапот ми е активен. Примањето е супер, меѓутоа толку имам изнапримено и толку сме обкружени со се и се што сега веќе е време да почнеме да делуваме. Нормално, литературата, филмовите, информациите ни доаѓаат како еден репер, визуализација, мотивација, каде, што, како би требале да стигнеме. Јас би сакала да ги иницирам слушателите или гледателите на овој подкаст да почнат денеска напишувањето на својата книга за себе љубов. И својот филм. И зависно кој ме жанрот на филмот кој што моментално го живеат или го живееле до сега, малку да почнат да го менуваат. Инаку, инспирација има многу сега на социјалните мрежи, има еден куп автори и би поттикнала и поддржала секој да си го најде тој извор кој што ви резонира на ваше ниво, кој што, затоа што сите сме различни во начинот на перцепирање, сваќање. Некој, нели? И пораките од некого што ни резонираат и како се чувствуваме сигурно. Инаку се останато според мене превземање чекори милиметар по милиметар, одење на патот. Фала ти. На најпрактично ниво, што за Билјана значи себељубов? Како ти се грижи за себе? Она што за мене е најголема себељубов се планината, танцот и пијаното. Таму се разоткривам одново и одново, буквално како да се прераѓам. И тоа се пракси или методи или алати и многу повеќе за мене од само алати, каде што јас се истражувам автентично и буквално постојам во безусловна љубов со себе. Секако после светото тројство за мене, кое што е добар сон, нутритивно добра храна и вежбање. Нормално дека животот не е едноставен и ни нафрла случувања неочекувано, меѓутоа се трудам овие, да речам, како да кажам, квалитети на живот да ги вклопам во животниот свој мозаик и сум постојано во потрага и во конекција со мал број на луѓе, што е резултат од работата на себе и себељубовта, кои што истото го прават за себе. И тука ми е многу битно енергетското поле животно, со кого споделувам што и тука сум веќе многу внимателна во изборот. И би кажала еве исто на крај за јас како ја практикувам себељубовта, ми остави впечаток една порака, вели меѓу двајца партнери или пријатели или родители со меѓу себе со фамилиарни членови, љубовта меѓусебна може да биде навистина љубов кога ќе остави простор и влијание да секој од индивидуите се сака себе си повеќе. И со таа себе љубов го обогатуваат и заедничкиот однос. Ти благодарам многу. Навистина ми е мило што успеавме барем начално да зборнеме за се оно што представува себе љубов. Факт е дека е индивидуално обоена категорија која што треба да најдеме. Ете, кажа ти дека ја дефинираше како внатрешен мелодија, се надевам дека преку пијаното ја манифестираше на дворешно, за да ја дознаат твојата мелодија или енергија. А на слушателите и гледачите би кажал дека е навистина процес кој што значи свртување кон себе. Дајте си време, дајте си простор за да видите кои сте, што сте и што е онаа цела позадина на свесно и несвесно што зборевме. И се надевам дека веќе од денес ќе започнете да практикувате еден пристап кој што ќе се базира токму на себељубов, прво на себе прифаќање, понатаму во крајната фаза, во на, би кажал, совршенство, ако може да постои, било себе љубовта.
Благодарам уште еднаш, Билјана. Ми беше многу пријатно, благодарам и јас и се гледаме во следна прилика со задоволство. Се гледаме во следна прилика.